Добар ден, криптоентузијасти, имаме една интересна тема денеска, ќе разговараме за ПИТ. Тоа е вториот по големина Oracle во криптосветот. Доста интересен проект, нормално ова е дел од нашата Altcoin недела. Со тоа што пред да почнеме, како и секогаш ќе поразговараме за некои битни работи кои што се случуваат или се случуваа и за кои што нормално треба да знаете. Наскоро ќе го добиете видеото од CryptoHub Малта, значи мораме да почекаме за да биде обработено соодветно и нормално ќе го добиете на нашиот канал. Значи тоа беше многу добра ноќ. Повеќе од 70 учесници, многу интересна презентација, нормално апдейтирана со најновите бројки. Верувам дека ќе ви се допадне, малку едукација, малку стендап, но беше доста интересно. Нормално вчера имавме многу добар лайвстрим, 3 часа. Значи би препорачал да го погледнете, ако сте го пропуштиле, тоа беше на 29 ноември. Значи правиме техничка анализа на алткоини, не само заради алткоините и нивните цени, како што поголемиот дел од вас тоа го правите. Значи повеќе треба да се посветите на тоа што ние овдека покажуваме најразлични типови на техничка анализа, алатки, индикатори, формации и така натаму. Така да погледнете го овој 3 часовен нормално 3 часовен лайвстрим. Значи верувам дека ќе ви се допадне и не заборавајте дека уште поголем 6 часовен лайвстрим спремаме за нареден петок. Тоа ќе биде на 6 декември. Ќе биде доста интересно, значи 6 часа ќе одговараме на вашите пораки. Така да пак ќе напоменам, значи на овој начин најдобро се учи кога еден на практично сите вие наспроти мене поставувате се што ќе ви дојде како прашање, а јас се обидувам да ви објаснам за се што моментално јас знам во криптосветот. Дополнително во текот на утрешниот ден, значи тоа е специјалното неделно видео кое што е веќе спремно со CryptoPhil, значи во текот на утрешниот ден во недела, тоа е 1 декември, ќе го добиете во 6 часот попладне на нашиот канал. Има многу битни теми, овдека направивме споредба на нашите портфолија, јас и CryptoPhil, а дополнително разговаравме детално за излезна стратегија во однос со временски интервали, кога планираме тоа да го направиме, како и многу битно разговаравме за тоа, барем јас лично од моја страна, која е мојата стратегија во различни 6 коини во кои што планирам да ги претворам моите профити од овој bull market, така да би препорачал утрешното неделно видео да не го пропуштате. Има доста интересни теми за кои што разговаравме. Не заборавајте, уште само 2 дена има до 2 декември, во кои што може и понатамо да ги искористите овие попусти, каде што сите оние кои што сакаат да станат дел од нашата Patreon заедница, ќе може тоа да го направат со овие кодови кои што може да ги видите и да ги добиете соодветните попусти. Што е Patreon заедницата? Станува збор за професионална заедница на инвеститори, на македонци, кои што моментално си помагаат еден со друг во едукација, во информирање и нормално од наша страна, значи се обидуваме да им овозможиме што може повеќе привилегии за тоа што ни помагаат финансиски да го дигнеме каналот на следното професионално ниво. Со тоа што овие 3 категории, сите видеа ги добиваат порано. Односно, вие го гледате денешното видео ПИТ во 6 часот попладне на нашиот канал, истото веќе беше достапно околу 1 часот попладне за целата наша Patreon заедница. Некогаш овие видеа ги добиваат и 1 до 2 дена порано, зависи кога успееме да ги направиме. Со тоа што втора битна работа која што сите членови на Patreon заедницата ја добиваат е пристап до нашите чатови. Имаме 4-5 различни чатови кои што имаат 5 различни тематики за кои што се зборува и може да видите имаме огромна активност од нашите членови, има огромна размена на информации, едукација, одговори на прашања. Погледнете само колку е активна нашата заедница, че јас овдека не сум ни постирал, погледнете колку време они постираат едни помеѓу други. Така, значи јас сум овде на сите овие, да речем, дискусии да се приклучам, кога гледам дека има нешто соодветно да се каже нормално, имате опција да ми пуштите директно порака. Значи до сега успеам да одговорам на сите наши гледачи, потоа овдека и опцијата 1 на 1 која што дадовме во текот на вчерашниот ден. Станува збор за опција во која што можеме да договориме 1 на 1 сесија помеѓу нас, но нормално тоа е само за членовите на нашата Patreon заедница, како и нормално на крајот од сето ова, значи имаме посебен тип на лайвстрим кој што го правиме еднаш месечно, кој што ќе биде направен после 2 декември, кога ќе се заврши овој попуст за Black Friday кој што го покажавме и на истиот практично ќе направиме посебен тип на лайвстрим преку Microsoft Teams, каде што разговараме директно со нашите гледачи, директно со нашите членови на Patreon заедницата, и сето ова што овде го гледате представува буџет кој што го користиме за надграбба на нашиот канал. Како што гледате и сами, овој буџет го користиме за надграбба од технички аспект, а понатаму истиот ќе биде и буџет кој што ќе го користиме за да можеме да работиме само на каналот, да не мораме нормално да имаме дополнителни работни места, како јас, така и нормално мајнерот и така натаму.
Но нели, чекор по чекор, македонец за македонец се движиме кон правилната насока. Сето ова да го правиме како професионална заедница на инвеститори. Сега денес како што кажеме ќе разговараме за алткоин недела, односно за третиот коин од оваа алткоин недела, тоа е биткоинот. Да, требаше да стигнеме до 5, тоа се Flow и Kudos кои што треба да ги завршиме, но за жал има премногу битни информации, значи моментално во геополитиката се случуваат огромни поместувања за кои што мораме да разговараме. Така да се надевам дека ќе разбирате дека едноставно мораме да почнеме со регуларна програма на самиот канал. Едноставно немаме време да ги довршиме овие два проекти. Така да затоа ова ќе биде денеска последниот коин од оваа алткоин недела. Нормално кога ќе најдеме малку повеќе време ќе направиме повторна алткоин недела, значи во текот на следната очекувате нормални содржини како алткоин вести, геополитика и крипто. Петок добивате техничка анализа и прашање од заедницата во лайвстрим. И така натаму, за тоа не се секирате, ќе добиете соодветно гласање за да одлучите што би сакале да гледате во кој редослед во следната недела. Сега, на самиот почеток, значи нормално прво треба да објасниме што представува еден Oracle. Да, напред да појдеме на делот со што е тоа Oracle нормално и објаснување на самиот проект, но за да објасниме за оние кои се потенцијално нови, значи истражувањето на коините го правиме со одговори на прашања, а тоа се овие 6 групи на прашања кои што ни даваат целосна слика за проектот. Значи ова се практично прашања од фундаментална и техничка анализа кои што треба да ни објаснат се што треба да знаеме за еден проект пред потенцијално да се заинтересираме за него и да направиме дополнителни истражувања. Сите досегашни проекти кои што сме ги истражили во последните години и половина-две се направени како плейлиста на нашиот канал, а тоа е оваа плейлиста така наречена анализа на коини и токени. Може да погледнете овдека каде што повеќе од 80, значи ова е 85-тиот коин кој што го истражуваме на македонски јазик со цел македонците ширум светот да можат да се запознаат со сите овие проекти на македонски јазик. И нормално ова е само почетна анализа, доколку некој од вас ви се допаѓа ова, да речеме овој како проект, понатаму треба истата да надградите и да одлучите дали потенцијално би инвестирале во него или не. Така да тоа е она што ние го спремаме за македонскиот народ и како што сејаш напоменал, значи идејата е да имаме директорија која што македонците во било кој момент ќе може да користат за да добијат основни познавања за сите овие 85 најголеми по маркет кап проекти на пазарот. Сега, кога ги одговараме овие прашања, не очекувате да ги одговараме целосно и постојано по ред, затоа што зависи тоа како се движи самиот материјал, значи некогаш буквално скокаме од една на друга тема, така да на крајот од самото видео се ќе биде одговорено, но едноставно не секогаш ги одговараме по редослед. Сега, првата работа е да објасниме што уствари представува Oracle, затоа што и првото прашање ни е да објасниме која е неговата апликација и неговата практична примена во светот. Значи најчесто станува збор за каков тип на проблеми решава од секојдневието, значи нели, што е тоа што го прави уникатен и зошто е потребен како технологија. Значи било каков тип на Oracle представува технологија која што е посебна категорија во крипто секторот, како што знаете и сами, ако го имате видено нашето портфолио, ние имаме значи таков тип на категорија која што представува технологија која што прави мост помеѓу реалниот свет и блокчейн технологијата. Зошто го велиме тоа? Затоа што блокчейн технологијата е затворен систем. Значи, скоро сите блокчейни не се способни да примаат и препознаваат податоци од реалниот свет. Што значи дека потребен ни е некаков тип на мост технологија која што не само што ќе ги доведе овие информации, туку и ќе доведе реални и доверливи информации. Така, значи ова е блокчейн проект BIT, нели, имаме многу други, нормално најпознатиот ни е Chainlink, кој што се наоѓа буквално помеѓу овие две целини. Така, значи имате податоци од реалниот свет кои што потоа преку оваа технологија на децентрализиран и доверлив начин се преработуваат и пласираат во тип на информации кои што блокчейн технологијата може да ги препознае. Се разбираме? Значи не само што треба да ги доставите, туку треба и да ги направите да бидат препознатливи и самите смарт контракти да можат да ги препознаат и според тоа да превземат одредени активности, акции кои што се нели запишени во самиот код на смарт контракт компатибилноста. Сега, значи BIT протоколот е претежно, тоест во најголемиот дел, финансиски Oracle, што значи дека се фокусира највеќе на било каков тип на проекти кои што работат во DeFi секторот. Без разлика сега дали во оваа ситуација повторно се опфатени централизираните менувачници, но повторно генерално децентрализираниот финансиски систем е местото каде што BIT моментално највеќе работи. Со тоа што наједноставно имате data providers и имате data consumers. Идејата е дека овие data providers буквално
ги пласираат своите информации повеќе вакви, не еден, нормално, затоа што Oracle технологијата ги сумира податоците од повеќе различни типови на дата провайдерс, или тоа се соодветни ентитети кои што ви доставуваат податоци, и ваквите податоци, откако ќе биде преработени, се доставуваат на оние на кои што им е потребно, а тоа се оние дата конзумери, односно ентитети, физички и правни лица кои што имаат потреба од овие податоци. Така, пак ќе кажам, на крајот од денот станува збор за блокчейн ентитети. Со тоа што, пред да продолжиме понатаму да објасниме точно се околу самиот проект, прва работа која што треба да знаеме е дека, значи сега, кога станува збор за апликација, тоа е неговата основна работа. Oracle. Пренесување на податоци, нивно агрегирање и преработка и доставување до блокчейн проектите. Со тоа што дали има конкуренција? Да, нормално, Chainlink му е конкуренција, кој што е практично и еден од најголемите проекти. Значи, ево, дека можеме да видиме веднаш, станува збор за ситуација во која што Chainlink има само 11,5 милиарди долари маркет кап, додека за разлика од тоа Pit има 10 пати помалку, негде околу 1,7 милиарди. Значи дека 10 пати помал е Pit, а е втор по големина. Надолу веќе не ги ни гледајте, станува збор за некои мини проекти кои што реално воопште нема никаква тракција, се разбираме. Значи овие два проекти се единствените кои што можеме да кажеме дека реално ја застапуваат оваа категорија во позитивно светло, значи едноставно на вистина почнуваат да бидат применети и да бидат така речено користени од страна на криптосветот. Со тоа што пак ќе напоменам, значи ова е единствената конкуренција која што има, но е премногу голема. Значи Chainlink е апсолутен шампион, прифатен сегде, опфатен во практично сите блокчейни, но гледаме дека и Pit го наоѓа сопственото место, посебно со тоа што е фокусиран на DeFi секторот. Тоа е во однос на конкуренција во криптосветот, додека кога станува збор конкуренција од реалниот свет, не може да има, затоа што реално не постои софтвер кој што може да ја прави оваа транзиција и кој што е доверлив. Да, можеби ќе постојат ваков тип на центри, како на пример овие големи компјутирачки магнати како, не знам, Amazon Cloud Services, Google Cloud Services и така натаму, но пак ќе напоменам на крајот од денот, значи станува збор за децентрализиран извор на агрегирање нови информации, така да има голема разлика, така. Сега, значи дека се уникатни и дека единствена конкуренција му е Chainlink од сите оние кои што моментално ги познаваме и во и надвор од криптосветот. Со тоа што тип на блокчейн, сега се враќаме на овој дел, значи истиот е изграден на Solana. Уште во 2021 година во април, Pit е изграден на Solana. Со тоа што сега веќе само основната технологија е на Solana, истиот е напреднат многу, тоа ќе го зборуваме сега, но пред да продолжиме само сакам да ви покажам за пример како изгледа на пример еве во оваа ситуација, значи ги имаме Synthetic и HNT, ова е првите кои што ги препознавам, значи тоа се оние кои што навистина ги знаеме, исто и TradingView, така. Значи ова се три кои што сигурно ги знаеме според самото лого. Така, вели вака. Значи Pit представува пак дали тоа на Solana или пак представува на било кој блокчейн, Pit има солуција од блокчейн тип која што практично ги трансферира овие податоци, ги агрегира, нормално ги споредува затоа што не може да само од еден извор да ги имате и ги доставува на своите дата конзумери, така. Значи ова сега овдека не е баш тип на блокчейн, ова се уште представува апликација, значи прашањето каде што се уште разговараме како исто функционира, со тоа што нема да навлегуваме сега во начинот на тоа како функционира, тоа ќе објасним малку подоцна. Идејата е, еве прост пример. Че овдека имаме огромен број на централизирани и децентрализирани менувачи. Така, Osmosis го имаме овдека, Binance, Bybit, така натаму, нема да навлегуваме премногу. Сега која е идејата? Овие се дата провайдери. Значи ова се компании кои што имаат некаков тип на информации кои што сакаат да ги достават до било каков тип на ентитети кои што се во самиот DeFi сектор. Така, сега. Овие информации се пласираат на Oracle, кој што потоа ги преработува и ги доставува на Synthetix, кој што е на пример, знаете, сами децентрализирана менувачица, иако истиот е многу повеќе од тоа, затоа што имаме еден цел екосистем на синтетички токени. Може да погледнете самиот токен и неговата обработка во истата плейлиста која што ја покажа на почетокот, HNT, кој што работи со GPS, значи практично тоа е The People's Network, каде што се распространува овој GPS на што повеќе луѓе, и TradingView кој што ни представува практично секојдневни чартови на луѓето да може да следат што се случува во било кој дел од економскиот сектор. Така, што значи дека цените кои што ги имаат на било што се тргува моментално на овие дата провайдери, преку Oracle
се доставуваат до овие големи ентитети кои што имаат потреба од овие цени за секојдневно и постојано работење. Се разбираме. Погледнете го TradingView. Значи, ако имаме било каков тип на поместување на цените на коините кои што се тргуваат на Binance, на Bybit, на Osmosis и така натаму, истите се доставуваат до TradingView за постојано да имаме практично пристап до овие информации практично во живо. Со тоа што значи, верували или не, но трансферот на податоци е огромна брзина имаме овдека, значи 400 милисекунди се потребни за постојан трансфер на податоци од дата провайдерите до дата конзумерите. Така, станува збор за енормно брз трансфер каде што имаме многу мал процент на потенцијал за грешка, така. Сега, тоа е во однос тоа како функционира помеѓу актуелни ентитети во криптосекторот, со тоа што дополнително погледнете. Истиот иако е изграден на Solana, е достапен на повеќе од 80 блокчейни. Зборуваме за Layer 1 блокчейн, така, потенцијално Layer 2, што може да имаме дека имаме и Layer 2. Но идејата е дека сите оние блокчейни кои што функционираат како блокчейн кој што има свој екосистем, имаат потреба од Oracle. Без Oracle представува буквално слепа улица, така. Значи едноставно представува затворен систем кој што не може да го користите, така. Затоа уште ќе напоменам, Oracle технологијата е уникатна и без неа не може да функционира блокчейн светот. Затоа имаме и големо изложување на Chainlink. Значи во нашето портфолио негде околу 6-7% моментално беше и 10 претходно, но верувам дека со време ќе го достигне тој процент. Сега, како функционира? Да, значи ова е само за да видите некои од моментално големите компании кои што го користат PIT за price fit. Значи Oracle може да биде за многу најразлични ствари. Се разбираме, дали е тоа за цени, дали е за температурата на воздухот, дали е за некаков тип на промени, било каков тип на информации може да пласирате на блокчейн преку Oracle. Така, со тоа што моментално ова се некои од големите пак би рекол институционални корпорации кои што користат PIT за price fit. Тоа е постојан баланс на цената, така, значи некогаш се движи нагоре, некогаш надолу во однос на самиот инвентори, односно она што го поседувате моментално од овој артикл, погледнете. Значи станува збор за големи ентитети. Apple, Amazon, American Express, Boeing, Caterpillar, Cisco, Alphabet, ова е Scepter ако не се лажам, Walt Disney, IBM, Microsoft, Tesla, Netflix и така натаму. Значи дека гледате дека и централизирани ентитети, зборуваме секојдневни ентитети, користат децентрализирана блокчейн технологија за price fit, затоа што не може да ја манипулирате. Се разбираме? Значи така е направена да едноставно не можете да ја манипулирате. Со тоа што она добива од најразлични значи сега како и нарекувавме дата провайдери и на тој начин она буквално сама ја ги како да кажам, значи во оваа ситуација имате ситуација во која што оваа технологија е способна да ги агрегира, но и да ги на некој начин распределува податоците, се разбираме. Зошто го велам ова? Еви прост пример. Значи ако вие моментално на една менувачица имате некаков тип на баг и да речеме дека цената на биткоин паднала на $10, така? Че вие ефективно, ако имате само еден провайдер на информации, што ќе се случи? Значи овој децентрализиран тип на блокчейн ќе пропадне, затоа што вие ако тоа го доставите до TradingView и до останатите, да речем, корисници на овие услуги, вие ефективно ќе ги банкротирате, така? Затоа што ако они се целосно зависни од вашиот price fit, ќе дојде ситуација во која што луѓето ќе почнат да купуваат биткоин за $10, а потоа вие објаснете им на тие луѓе дека немаат 200 биткоини, се разбираме. Така да затоа гледаме дека ова како податок не доаѓа од еден извор, доаѓа од многу извори кои што практично се кондензира, се агрегира и се дава некоја средна, да речем, вредност, која што ја добиваат дата конзумерите. На тој начин и се заштитуваат од потенцијален проблем како што овој што го објасниме моментално. Друга битна работа, нешто што е уникатно за PIT. Значи како функционира еден нормален Oracle. Имаме ситуација во која што, значи, буквално имаме циркулирање на информациите од една во друга страна, тоа што сите овие информации гледаме дека се класифицираат преку различни, значи погледате, трейдерите, така, ги користат менувачниците и на тој начин менувачниците ги превземаат овие информации од трейдерите во однос на тоа што прават на самата менувачница. Па ги доставуваат до third party агрегатори, тоа се посебни компании кои што буквално тоа им е работата, да прават агрегирање на овие податоци, за на крај истите да ги достават до нодовите на одреден на Oracle кој што потоа ги дава до неговите конзумери, така. Која е разликата?
Значи многу паметно направено. Pit, за разлика од, да речем, стандардните Oracle, да речем, проекти кои што ги имаме, има поинаков тип на работа. Односно, ги зема директно од сите овие учесници на пазарот податоците. Нормално, двата главни ентитети се трговци и менувачите. Така, со тоа што ги сентивизира и ги плаќа за да ги даваат овие информации директно на Pit. Се разбираме? Многу паметно направено. Сега ќе го објасниме тој дел и ова е на некој начин и најдецентрализирано затоа што вие немате да речем неколку чекори во кои што овие податоци се трансферираат од еден на друг субјект пред да дојдат во ваши раце, туку директно ги добивате. Така. Со тоа што имате повеќе значи во оваа ситуација кога вие добивате преку нодови, тоа е преработена информација од неколку ентитети на нас. Така. Додека за разлика од ова, вие директно од изворот ги добивате информациите на различни ентитети, што значи дека имате и многу повеќе информации за обработка. Сега, значи да и Pit има своји нод провайдери, но како што можеме да видиме станува збор за централизирани нодови. Значи ова се нодови кои што очигледно ги имаат големи компании и истите се грижат нормално сето ова да функционира безпрекорно и да има доверба во самиот блокчейн. Јас не можев да најдам како, очигледно потенцијално и не може да направите ако не сте специјализирана компанија за нодови, тоа што ние се обидуваме еден ден да станеме. Но не, чекор по чекор, со тоа што значи пак ќе напоменам, гледате, и самите по себе покажуваат дека имаат моментално значи соодветна мрежа на нодови која што повторно ги прима овие податоци и ги пласира до оние кои што ги добиваат, кои што ги користат. Сега, која е разликата овде? Значи, она што го објаснивме е дека самите имаат награда за сите оние кои што им даваат податоци. Така, значи погледнете. Има повеќе од 110 паблишер ги нарекуваат, тоа се ентитети кои што им даваат податоци. Со тоа што на овие ентитети они им враќаат со соодветна количина на Pit. Односно, Pit си ги купува овие информации од така речено овој да речем PriceFit или што и да е, директно од овие ентитети. Овде ги има многу, ако продолжите да вртите ќе најдете многу битни како Binance, како и сега ако продолжиме пак Bitstamp едно од најголемите менувачници, Bybit едно од најголемите менувачници, чинели Chiliz, огромен проект, знаете и сами. Значи ако продолжиме натаму ќе најдете многу. Поентата која е? Многу паметно направено е тоа што значи Pit дел од коините кои што ги минта ги користи со цел да практично им даде погледнете и сами, значи ова е практично дистрибуцијата на Pit токенот, каде што гледаме дека за Publishers имаме 22% од купната количина на Pit токени, кои што со време се користат за да се покријат овие трошоци за купување на овие PriceFit. Се разбираме, тоа е само почеток, понатаму ќе видиме како ќе функционира, но ова е многу паметно направено, на тој начин вие практично ги инсентивизирате сите овие ентитети да бидат платени за да ви дадат соодветна информација. Така. Сега, дополнително овде мораме да напоменеме пред да продолжиме понатаму со самиот проект, се уште разговараме мање више за самиот блокчейн. Значи прва работа е што може да направите стейк. Значи како може да го направите тоа? Значи staking.pit.network, тоа е линкот кој што ќе биде доставен во дескрипција на ова видео, каде што ќе може да најдете како може многу едноставно да ги стейкате вашите Pit токени. Значи ова се волетите кои што се поддржани моментално, како што можеме да видиме, истите се од различни блокчейни, со тоа што гледам дека има два типа на стейкинг. Првиот тип на стейкинг е стандарден стейкинг, каде што можеме да видиме дека вие практично ги заклучувате своите токени за да ја обезбедувате мрежата и да добиете награди. Додека во исто време имате и втора опција, а тоа е наместо да добивате награди да бидете вклучени во одлучувањето на Pit протоколот. Односно, истата ситуација, истите волети може да ги искористите за да ги заклучите вашите токени и на нивниот DAO, ова е практично нивниот форум DAO, да можете да одлучувате во однос на одлуките кои што моментално се носат за Pit протокол. Така да, тоа е во однос на стейкинг, за жал за нодови не можев да најдам, уште еднаш ќе напоменам, верувам дека тоа е поради фактот дека значи очигледно тоа се централизирани, исто како хедера ви. Не може туку така само да одлучите да направите нод, така. Значи мора да бидете некој, претпоставувам проектот да ве повика за да имате нод на истиот. Како и да е, нема да навлекуваме премногу. Гледаме дека истите имале една мала да речем ICO. Со тоа што овој ICO можеме да видиме дека бил на Bitmart направен, но како што можеме да видиме Bitmart е менувачници, значи дека они практично ги продавале овие коини на физички лица, значи не ги продавале на angel investors, нели?
капитални инвеститори. Сега, што може да видиме од токеномијата? Значи, ова е токеномијата која што мораме да разгледаме. Ecosystem Growth, ова е практично 52% од вкупната количина на токени со време ќе биде отклучувана, верувам, во трежери, кој што ќе работи на тоа да расте екосистемот. Значи, што повеќе провайдери на информации, што повеќе конзумери на информации. Дополнително имаме 10%, тоа се оние приватни 10% од токенот кои што се продадени на приватни лица, но пак ќе напоменам, ова е многу мала количина, ова е ништо, 10% е буквално ништо, со тоа што веќе на две транши од овие се дадени на приватните инвеститори. Community and Launch, че ова е буквално за самата заедница и лансирањето на проектот кој што е веќе завршено, и Protocol Development, значи ова е за екосистемот, ова е за самиот протокол на PIT, и нормално овие 22% за награда за сите оние кои што учествува. Сега, пред да навлеземе во техничка анализа, само да завршиме со токеномијата која веќе почнавме, значи можеме да видиме дека за жал овој коин нема многу од коините пуштено во циркулација. Значи имаме само 36% од вкупно 100, односно 3,6 милиарди од вкупно 10. Што значи дека има уште огромна количина на токени кои што треба да бидат пуштени на пазарот. И има мал маркет кап, само да погледнеме уште, значи станува збор за маркет кап од 1,7 милиарди, што значи дека представува мал проект. Од 1 до 5 милиарди ги сметаме за мали проекти. Уште еднаш ќе напоменам, значи овие проекти многу лесно може да стасаат до 70-80 милиарди долари во текот на еден бул маркет. Не велам дека Пит ќе го направи тоа, ништо од ова што го зборуваме не е финансиски совет, но само сакам да кажам дека може да се случи многу лесно, сме го гледале во претходните два бул маркети. Сега, во однос со токеномијата и vesting schedule, погледнете и сами. Значи, една работа која што е многу алармантна за Пит е тоа што нема постепено отклучување на токени, туку погледнете. Значи, од 3,6 милиарди, каде што се наоѓаме сега, ќе скокне директно на 6 милиарди, значи тоа е практично оприлика добри како ќе дое 60% од моменталната количина плюс, така, која што треба да биде отклучена на 1 мај 2025 година. Имајте го тоа пребит кога потенцијално го акумулирате овој коин, значи станува збор за огромна количина на токени кои што ќе бидат отклучени. Повторно, поголемиот дел од нив е за развој на екосистемот и нормално за награда на дата провайдерите. Но тоа не го менува фактот дека станува збор за 60% од моменталната сума на токени ќе бидат додадени на пазарот. И сега, разликата е во тоа што најчесто се случува да овие нови проекти, ваков тип на проекти кои што имаат свој прв бул маркет, како што можеме да видиме на техничката анализа за овој проект, буквално станува збор за проект кој што има свој прв бул маркет. Значи, ефективно ова што гледаме овдека е скокот од октомври, овдека и малку порано, од јануари до март, значи, затоа што овој проект гледаме дека е доста на некој начин нов, значи, буквално е една година стар. Ова е оној скок кој што го имаме кај сите алткоини, значи дека буквално не бил ни присутен за време на bear маркетот. Ова е првата корекција која што добивме со стагнирање на пазарот, што значи дека многу лесно можеме да добиеме голем, да речем, раст на овој коин, затоа што едноставно буквално е нов на пазарот. Значи ова што гледате е неделен чарт, на месечен чарт нема ништо да се анализира, така. Затоа што станува збор за крајно нов коин и погледнете, значи што можеме да анализираме овдека. Дека потенцијално ќе добие првична мета од негде околу 3,5 до 4 долари, така. Да, но ова не е ништо. Ако се сеќавате на вчерашното видео каде што разговаравме, каде што правевме техничка анализа на алткоини, детално објаснивме преку повеќе од 20 примери дека овие коини кои што имаат свој прв бул маркет најчесто имаат екстремно добар бул маркет, без разлика дали имаат токени кои што се отклучуваат. Значи многу често се случува напливот на капитал буквално целосно да го засени моментот на отклучување на нови токени. Со тоа што моментално се наоѓа во овој канал, само што пробил над bull market support бендот и средните вредности на Market Cypher, гледаме огромно стеснување на Bollinger Band, што значи дека допрва ќе имаме раст на цената на PIT. Сега реално на месечно ниво истиот е доста високо, значи 100 RSI се наоѓа на 70, на 100 RSI се наоѓа на 58 заедно со MACD. И понатаму е во нагорен тренд, но веќе се високи овие индикатори. Сега работата е што ако имаме месечно ниво, ќе видевме дека воопште не треба да се секираме, затоа што станува збор за нов проект кој што допрва почнува да се движи, но за жал на неделно ниво ние покажува дека наскоро, па би рекол кога потенцијал да би стигнал некако 60 центи, 65, ќе добиеме потенцијална корекција. Уште еднаш ова е само почеток, значи ние само што почнуваме се движиме нагоре. И ја верувам дека ќе има многу голем успех затоа што гледам голема адаптација на овој проект, со тоа што пак ќе напоменам ова е минимумот кој што може да го достигне. Јас уште еднаш напоменувам вчерашниот
3 часовен лайвстрим за техничка анализа на алткоини да го погледнете. Таму ќе видите јасна дистинкција помеѓу коини кои што се во прв bull market, коини кои што не се во прв bull market, дополнително коини кои што веќе експлодирале, кои што дополнително ќе експлодираат, така да има доста што да се научи, погледнете го овој лайвстрим. Сега дополнително, значи техничка анализа ни е доста позитивна, се наоѓаме во отворен bull market нормално, но за жал не можеме да најдеме многу околу активни девелопери. Значи погледнете и сами, иако не заборавајте, сега овдека ова е многу покритично ако станува збор за Layer 1, но кога станува збор за Oracle и не е толку страшно, значи еве да видиме линк како моментално изгледа, гледате, значи дури ни за Chainlink, само да видиме дали ево, стави Chainlink го имаме. Значи еве, Chainlink има очигледно, само да видиме линк како изгледа. Еве, значи погледнете, станува збор за ова е само во текот на практично овие 3, 6, 8 месеци, 5565 скрипти имаат, значи, пријавено во GitHub. За жал, истото не можеме да го видиме во Pit, можеби затоа што и се само почеток, да бидеме реални, Chainlink е овдека веќе еден цел bull market, за разлика од тоа Pit е овдека само една година, значи ова е ефективно прв bull market, немаме податоци, тоа е лошо, но посебно пак ќе вам поменам, значи, би било многу полошо ако станува збор за Layer 1, каде што навистина има потреба од ваков тип на надградба, за разлика од Oracle, така. Значи Pit повторно во однос на девелопери гледаме исто така дека нема информации за жал, што значи дека овие две се негативни страни на делот, затоа што колку повеќе информации се достапни на овие децентрализирани платформи, толку повеќе знаеме за проектот. Вака ние не знаеме ни колку луѓе работат на проект, ни дали уопште се работи. Со оглед на фактот дека, значи сега, тоа е она што јас го зборувам. Можеби не знаеме, но она што го знаеме е дека моментално овие компании веруваат во Pit да го користат за price feed, така. Значи очигледно знаат нешто повеќе од нас, затоа и не скокам на, да речем, заклучоци дека ете немаат девелопери, значи лош е проектот, настрана. Но сакам да кажам дека е многу потранспарентно кога конечно ќе почнат да ги доставуваат овие информации, а секој зрел проект тоа го прави и ќе имаме многу подобра прегледност за проектот што понатаму прави. Повторно ова ќе го правиме заедно, понатаму ќе го следиме целиот овој текст, нели кога потенцијално ќе правиме повторна анализа на Pit. Во однос на децентрализираноста воопште не е лоша, за жал имаме 2-3 новчаники кои што имаат голема количина, но знаете што е жално од целата ситуација, значи овдека проблемот е што они имаат 10% од оваа количина, не од вкупната количина на Pit, така? Значи тоа е голема количина. Значи од моментално колку се овдека имаме 3 милиарди, значи 10% е солидна количина, тоа е околу 300 милиони токени. Сега за жал ја ова дека не гледам име дека ова е некоја централизирана минувачица, значи дека овие 3-4 wallet на почеток се проблематични. Може потенцијално да направат голем дамп, но кога станува збор за волку голема количина, не верувам дека ова е купено, затоа што гледате дека имале само еден ICO и продале само 10% од купната количина на токените, кои што ги добиваат преку вестинскиот џол. Што значи пак на некој начин ова останува да биде некој орган, валјда DAO-то или Treasury што и да имаат моментално. Значи затоа велам кога доаѓаме во ситуација каде што поголемиот дел од коините се пуштаат на дата провайдерите, тоа значи дека не може да добиете они 10% од, нели. И затоа велам дека голема веројатност дека овие коини и овие количини на волети најчесто се на некаков тип на институција. Сега тоа е проблемот и тоа е жално што не го означуваат. Да го означуваат како трежери, многу од луѓето нема да се плашат за потенцијален дамп. Но тоа е што е, надолу како што можеме да видиме децентрализацијата е сосема солидна, но за жал овие неколку коини, неколку волети се малку проблематични. Пак ќе напоменам, моја проценка е дека станува збор за институционални волети на овој проект. Сега, за жал не успеав да најдам некои посебни вести за самиот проект, нешто што би било вау за да го презентирам. Во однос на партнерства, како што може да видите, мислам дека овдека многу јасно покажува дека има огромна количина на партнери, и тоа зборувам во DeFi секторот, како и нормално во традиционалните финансии. Значи, пак, ова го покажува дека навистина има капитал кој што стои позади истиот. Тип на блокчейн објасивме, залеха се околу токеномијата ја објасивме нормално, децентрализација исто така, техничка анализа направивме, roadmap за жал не успеав да најдам, понатаму ако успееме тоа ќе биде дополнително видео и апликација за самиот коин веќе објасивме во однос тоа што истиот представува на пазарот. И за крај уште едно сите оние кои се нови на нашиот канал, би им препорачал да го погледнат ова видео на самиот врв, каде што ќе научат се што е потребно за нашиот канал, каде каков тип на
материја се налага, затоа што имаме повеќе од 1300 видеа. Малку е тешко да се знаете на нашиот канал, но откако ќе го изгледате ова видео, ќе видите дека е доста организиран ако знаете што и каде парате. Во секој, значи прво пак ќе ве замолам доколку ова што го работиме ви се допаѓа. Ова е едукациона материја која што е доставена до сите македонци бесплатно и се што бараме од вас е да ни помогнете да ја распространиме што повеќе. Така да најосновните работи како лайк, шер, сабскрајб и комент помагаат многу на сите овие алгоритми да ги споделуваат нашите материјали до што повеќе македонци. Дополнително ваша лична препорака доколку ви се допаѓа ова што го работиме на нашиот канал би значила многу за да ја распространиме оваа бесплатна материја до што повеќе македонци. Дополнително во дескрипцијата на секој од нашите видеа, посебно на денешното, ќе го најдете линкот до Black Friday видеото, во однос тоа како може да станете дел од нашата Patreon заедница и нормално да ги добивате овие содржини порано од сите останати и сите привилегии кои што ги спомнаме на самиот почеток. Линк до Patreon заедницата може да најдете подолу во самата дескрипција на видеото и дополнително содржина за тоа што зборуваме во самото видео, купи ми кафе апликацијата и блокчейн адресите кои што ги користиме за добротворни цели. Се тоа што моментално е пратено на оваа апликација заедно со блокчейн адресите ги користиме за да помогнеме на што повеќе македонци на одредени каузи, како што во последните 2 наврати беше дониравме прехранбени продукти во износ од 700 и 800 евра во 2 наврати на една црковна организација во Македонија во Велес. И овдека може да ги најдете нашите социјални мрежи, би ви препорачал да ги заследите затоа што имаме дополнителни информации кои што не можеме да ги објавуваме постојано во видео, како и нашите резервни канали, каде што Одисе, Рамбл и Рутуб, посебно Рутуб, значи правиме една дополнителна програма за сите оние кои што се нови на каналот, кои што да речам не ја следеле нашата едукација до сега. Значи имаме огромна плейлиста од 125 едукациони видеа, кои што постепено ги објавуваме секој утро по едно видео на Рутуб, така да ќе може да се приклучите на оваа така речено повторно објавување на сите овие материјали и на тој начин да стигнете до она ниво каде што се наоѓаат нашите понапредни членови на заедницата. Така да ви благодарам. Се надам дека уживавте. Не заборавајте во текот на утрешниот ден имаме специјално неделно видео со Криптофил, кој што верувам дека ќе биде многу поучно за вас и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемичи.